оно колку што може. Иншаллах сега ќе ни проучат наше двајцата хафизи Имран и Каплан. После тоа ќе имаме дерс иншаллах од Алимот Харун Потомски. После тоа ќе објасниме пак следует езна за реција намаз, ќе кланяме фарз намаз, ќе имаме некои 10 минути пак едно образложение и некако домашини овде, пошто ретко луѓе доаѓаат овде некојаш да им објасниме да кај што сме и наше остане овде. После тоа ќе наставаме таравија, само сакам да ви кажам дека вечерва само уживајте и ништо друго. Релаксирајте се, уживајте, иншаллах, да Allah е задоволен со оно што го чиниме. Хајде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
شكورا صدق الله العظيم. Jazakallah, Allah bilir. Buyurun Harun. Govorit ću na kapala da mode? بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم да се трудиме иншаллах сите кога ќе се спомни пейгамберот салаллаху алейхи ве селем, да носиме салават. Една од вредностите, од наградите за човек што ќе носи салават на пейгамберот салаллаху алейхи ве селем е носи салават на пейгамберот и вели еден мелек го земви, вели тој салават што го учи човекот и го носи директно Медина. Те пейгамберот салаллаху алейхи ве селем му го презентират како поклон и му вели Филан и Филан, кој што е син или ќерка од Филан и Филан. Значи се спомни тој што пуштат салават, родителите негови. Ова е вели Расулуллах, пуштено од него за тебе. Која чест би била името наше, името на родителите наши да се презентират пред пейгамберот салаллаху алейхи ве селем. Еднош како пуштиме салават, еднош ќе се презентира. 100 пати ако пуштиме салават, 100 пати да се презентира. 5000 пати ако пуштиме, 5000 пати ќе се презентира. Значи, што повеќе пуштаме ние салават на пейгамберот салаллаху алейхи ве селем, колку повеќе салават Аллах џелешану ќе пуштат на нас. Пейгамберот салаллаху алейхи ве селем вели: кој што ќе пуштите еден салават на мене, Аллах џелешану ќе пушта 10 салавати на него. А улемата вели еден салават да се прави кабул над нас од страна на Аллах џелешану доволен е да ни ја упре и дуњава, а да ни го упре и ахиретот кој што ќе важи за везде, кој што нема да има крај. Елхамдулилlah на Аллах џелешану нон-стоп да му правиме. Што ни има дено нови благодети. Толку благодети има Аллах џелешану што не можеме да изброиме. Аллах џелешану во Куран вели: "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха." Еден благодет вели Аллах џелешану. Не вели благодети, еден благодет да сакаш да го изброиш, да го искажиш што Аллах џелешану ни го има дено и нема да животов цел нема да ни е доволен ние за да го искажиме тој благодет што Аллах ни го има дено. Окото, например, ако го земаме, ние го гледаме само како имаме вид, ама со тој вид колку ми е работе прајме. Не можеме никогаш да изброиме. Што гледаме, колку гледаме, колку гледаме, каде гледаме, мајка гледаш, татко гледаш, деца гледаш, пат гледаш, гледаш кеоиш, што сакаш гледаш, многу работи. Слух Аллах џелешану ни има дено. Осет Аллах џелешану ни има дено. Раци и ноќи како Аллах џелешану ни има створено во перфектна форма. Аллах џелешану вели: "Да ин шакартум да азиданнакум." Ако вие вели праите шуќур, Аллах џелешану благодатите ќе ги изголеми. И ние сите имаме потреба од благодатите на Аллах џелешану. Затоа се трудиме да бидеме од оние кои што ќе му бидат захвални робови на Аллах џелешану. Од сите тие благодати
најголем благодет што Аллах Джелешану го има дневно е келимето Ла илаха иллаллах Мухаммеду Расулуллах. Човек на ова дуња може да има што сака. Може да биде најбогат, може да биде најпознат, може да јаде што сака, може да легнете сака, може да пиете што сака, може да одите сака, може што сака да прави. Ама ако ова истиот човек умри без келиме, умри без иман, не верби во еден единствен Аллах Джелешану, тој човек ќе оди во џехеннем за везден. И тој оган нема да има никваш крај. Ова ние го слушаме само џехеннем, ќе видиме за таму, се играме некој, се зафаркаваме. Дурбевме во Пакистан ние, дојде еден глувонем и пробаше да ни објасни, да ни зборви за Аллах Джелешану со знаци, со ишарети како што зборве тие. Еден имаше со него преведувач што ни преведвеше и на еден од нашите му падна интересно, рече, ако мој да те снимам, а не рече те греф. И овај нашој говори, нека му или греот за мене, не за тебе. Рече, греот за тебе, не за мене, пушти ја, рече, раката иста еден опалјач. Дај, рече, парсто да видиме колку сија. Овај нашој рече, не, рече, ќе ми изгориш. Овде, рече, ако ти немојш ова да го истартиш од девака, овај опалјач, огнот џехенемски како ќе го истартиш, не прави се храбро. Али ако човек нема ништо на ова дуња, ништо ич не поседува. Нема да јај, нема да пие, нема каде да спие, нема ништо. Од наше гледано, ние треба да поможеме, треба да жаламе како муслимани, и за муслимани, за немуслимани. Али тој човек има иман, верби во еден единствен Аллах Джелешану, тој човек може да умри од таа глад. Ама матите него завршен со неговото умирање. Само што тој ќе се пресели на ахирет, тој више мака нема да види. Зошто? Зашто умрел со иман, со вербење на Аллах Джелешану. Ова нас сака да ни кажат дека ние колку што имаме потреба од иман и од вербење во Аллах Джелешану, немаме од ништо друго. На ова дуња сме дојдени и Аллах Джелешану не има пуштено со една цел, за да стегнеме, да ја постигнеме таа цел. Аллах Джелешану има дено и некои потреби, како јадење, како пиење, како спиење, како куќа, како облека, како превоз, како сите тие работи. Али не смееме во никој случај да испомешаме помеѓу целта наша и помеѓу потребите наши. Ми овде вака поканати сме од вас за Италија и сега ти врвиш транзит негдека, целта ти е да стигнеш овде, ти се заглавиш во некој аеродром, личен било, си седа овде вака. Дали си е постигнал ти целта? И што ќе ти рече луѓето, ти беше тргнат за Италија, си заглавил негде по аеродроми, а целта ти беше да стигнеш негде. Ние овде вака на ова дуња, секој еден од нас е дојден транзит. Секој еден од нас е дојден транзит. И колку сакат што сакат да имаме, наум треба да имаме дека еден ден ова треба да го оставиме овде вака. Улемата вели, дотолку вели, човекот кој ќе се пресели на ахирет, од на ова дуња не земи ништо, што дори пред да се закопат и гусул му се земи на умреније. Ниту прашина не му оставаме од на ова дуња да однеси на ахирет. Чист го носиме с гроб, ништо не земи и го рејме гроб. Али за ова треба нон-стоп да зборвиме, да се подсетвиме. Ние сме инсан. И зборот инсан иде од заборавање. Аллах Джелешану такви не има створено за да ми ја забораваме. Ако не се подсетвиме, ќе забораваме зашто сме дојдени овде вака на ова дуња. Аллах Джелешану на пекамберот салаллаху алейхи ва салем му рече: "Вазакир фа инна зикра танфаул муъминин." Подсетви, рече, зашто во подсетењето имат голем хајр, голем корист за оние кои што вербат во Аллах Джелешану. Ние денес ќе знаеме да слушниме, ние сме муслимани, ние вербиме,
зашто не му секаш вид на другите. Аллах Джелешану да го питаме, тој вели, подсеткате се зашто подсетвението е корисно за верниците. Вие сме тие верници, ние треба да се подсетиме. Кога ние ќе дојме на онај пат на кој што Аллах Джелешану го барат од нас, не муслиманите после ќе сакат да постанат како нас без да ги повикаме, ние и да ги поканиме. Асхабите одеја по цел свет и луѓето одеја позади ними. Асхабите му велеа, видите како нас. И тие влегвеа во дим. Денеска еден од нас кој е спреман да му речи на некого, види како мене, ако сакаш да си муслиман. Еден нека речи, јас сум тој, јас сум перфектен, и нека ме следе луѓе во мене, ќе види муслиман како што треба. Никој од нас не е спреман. Секој сам себе си се знае. Али ова подсетвение, ова зборвење за Аллах Джелешанову, овие седенки од девака што се бериме за Аллах Джелешанову, ќе не очистат однатре. Кога ќе се очистиме ние однатре, срцето ќе ни се очисти, тоа ќе сакаме да правиме што сакаше пејгамберот салаллаху алейхи ве селем, што посакваше од нас да правиме, што преа асхабите, што преа табиините, што преа табиините, и ние ќе му отвориме вратата на муслиманите да влезат во дин. Денеска едно кутаре да го видиме кај што ој кон оган, сите ќе стопнеме од девака. До теа дереđe што и човек ако клана намаз и вид некој пред него чор или без разлика, ојд во пропаст, ќе панни негдека или ќе се удари или ќе го скапи кола, или без разлика што и да е наредба му е да го расипат намазот, да ојд да го спасит на филан и после пак ќе преклана. За нова дуња правиме муавет. Луѓе што ќе одат во џехенем, што ќе горе завезден, дали ние сме одговорни за нив? Дали ние сме одговорни за нив да се секираме, да правиме фикар, секирација како и тие да влезет во дин? Ова е најголемиот благодет што Аллах Джелешану ни го има дено на сите нас. Али нонсто треба да се подсртиме, да се повториме, да збориме за големините на Аллах Джелешану. Кога пејгамберот салаллаху алейхи ве селем ја доби првата објава, дојде, се уплаши, се тресеше целиот, дома му рече покриете ме. Аллах Джелешану му спуши објава, рече ја ејюхел муддефир, о рече ти кој што си покрие, кум фа енвир, стани рече и плаши на луѓето. Што значи плаши на луѓето? За какво плашење се зборвите од девака? Се зборви за плашење, пример човек иде од некој пат и гледат дека имат пожар или имат некоја си незгода и ти му велиш некому пази се, не оди по еднај пат, ондека мој да те стекне до опасност. Дали тој човек тебе ќе ти се налюти да ти речи зошто ме плашиш? Напротив, ќе ти се захвали, ќе ти речи фала ти многу што ми кажа каква е ситуацијата напред, да знам да го мена пак. Ние сите сме тарнати на пат на кој што Аллах Джелешану не е развија. И ако нас дојде некој да не предупреди и да ни каже дека овај пат кај што овиш не чини, напред иде еден таков оган кој што е 70 пати посилен од огнот од девака на ова дуња, зарем ние треба него да му се лутиме? Аллах Джелешану сам ни кажи во Куран изборви: Ја ејюхеллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара. О, вие верници, велите Аллах Джелешану, заштитете се себе си и вашата фамилија од огнот џехенемски. И сега ние на Аллах Джелешану да му се лутиме, зошто Аллах Джелешану не плаши. Ни кажи дека идете еден оган, кој што е толку силен, толку јак. Аллах Джелешану за ова келиме пушти плюс минус 124.000 пејгамбери. И сите дојде на ова дуња со иста цел. Нух алейхиссалам, неговиот народ саде го викаше во 950 години, а повеќе од теа живеа.
И шо вели Нух алейхи селам, inni da'awtu qawmi lejlan wa nahara. Ја вели мојот народ го викав ден и ноќе кон Аллах Джелешану. Ние денеска сме овде вака пречекани, сите не сакат. Сите сакат да се сретнат. Овие пејгамбери кои што беа директно одбрани од Аллах Джелешану, пуштени директно ке народите и гарде. Му велеа лоши зборови, не и слушае и покриеа нивните фаци. Нух алейхи селам вели: "Фалам јазидхум дуаи илла фирара." Ја вели ти викам, место да се приближат, тие бегај од до мене. Тие и редеа прстите в уши, не сакаја да ме слушат. Тие вели фаците и покриеа, не сакаја ни да ме гледат. Ај некој мој да ти го направи ќе да сослужат шо сакаш да кажеш, ама овие и покриеа и фаците. Од кого? Од пејгамбер кој што беше пуштен директно од Аллах Джелешану. И сите пејгамбери на исти начин повикваа во дин. Се додека дојде нашиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва селем. Аллах Джелешану го пушти во таков народ, кој што во моментот беа најтврдите луѓе. Аллах Джелешану има своја мудрост, Аллах Джелешану е најмудар. Аллах Джелешану знае зошто и прави овие работи вака. Како што беше во времето на Муса алейхи селам, неговите везири што беа советници туака рекли ќе дојде едно дете кој што ќе си го уништи се во ова богатство. Фираун во тој момент даде одлука, наредба, рече сите мошки деца што ќе се рождат да се колат. Секој едно мошко дете што се рождаше, се колеше. И овие везирите негови му рекле дека ако продолжиме вака на овај начин, нема да остави мошка сила, нема да имаме војска, нема да имаме работници, нема ништо да имаме. И се одлучи една година да се коле, една година да не се коле. Силата од Аллах Джелешану е таа која што, ако сакаш Аллах Джелешану можеше Муса алейхи селам да се роди во годината каде што не се коле. Али Аллах Джелешану направи Муса алейхи селам да се роди во годината каде што се колее деца. И на мајка му што му даде наредба, фарли го рече во вода. Да го фарлиш некого во вода, овде нема спас. Овде само не спас има. Во вода да го фарлиш бебе мало, туа мој само да има хаос. Од сите страни изгледаше хаос. Децата се колее. Аллах Джелешану на мајка му вели фарли го во вода. Во сиве овие пакоси, Муса алейхи селам стигна пред куќата на Фираун и Аллах Джелешану го направи таков систем да докажи дека Аллах Джелешану прави све. Аллах Джелешану е оној кој што дава наредби, кој што одлучи и ќе биде она што тој сака. Жената од Фираунот рече да го земаме ова за нас, може ќе ни се најќа ни послужи. И Аллах Джелешану на Муса алейхи селам го порасти во куќата на Фираунот, каде што беше наредено мажките деца да се колет. И не само олку. Муса алейхи селам беше бебе. Не сакаше од никого млеко, ништо не бреше. Мајка му неква е пушти сестра му позади, рече оди види што се дешава. Мајка е мајка. Кога виде дека овај не пие млеко, ништо живо и плачи, му се јај. Сестра му рече знаменна жена која што сигурно не се ќе пие. Реквитанција да видиме која е таја. Отиде ке мајка му нејзина, ја викна, кога го зеде на Муса алейхи селам, враци, го најаде, Муса алейхи селам се смири и Фираунот рече од сега ти ќе живееш овде вака во куќава наша, изгора на теја ќе те наградиме, плата ќе ти даваме. Ова е Аллах Джелешану. И Аллах Джелешану на пејгамберот го пушти во таков народ каде што све беше хаос. Али Аллах Джелешану сакаше да докаже милоста и силата негова. Беше традиција во времето нивно децата да ја пуштат на село кога се родее мали бебиња, за да научат по-арапски, да се ранат здраво, да пораснат како што треба.
И во времето кога се роди пејгамберот салаллаху алейхи ве селем, тој беше јетим, татко му веќе беше преселен на ахирет. И сите што иде, една од нив беше Халима Саадија. Таја имаше едно магарче, се спомни, многу беше слабо, немаше сила. Остаја сите му викаја, ајде иште, шо правиш? Немојме да те чекаме, позади беше, нон-стоп. И нормално како што беше последна, сите се пулеја да иземет по богатите бебиња, зашто ќе добие поголема награда од фамилијата ни. Кога дојде таја, заедно со маж му, ише едно беше останато пејгамберот салаллаху алейхи ве селем. Јетим не сакаше никој што ќе добие тоа јетим. И тие направи нешто еден договор измеѓу ними, рече страмото е да се врашкаме празни. Ова јетимов ќе оземаме, па после Аллах џелешану му не прави. Кога го зедве на пејгамберот салаллаху алейхи ве селем, не знае кој е. Таков берекет Аллах џелешану му даде, магарчето нејзино сприја постана. Сите што му бе избегали и стигнае. Се чудеа си, ова беше последна, сега фати напред. Млекото од животните нејзини се дуплира, месото се дуплира, храната се дуплира, све се дуплира. Зошто? Зашто го зеде пејгамберот салаллаху алейхи ве селем во нејзина грижа. Денеска улемата шо вели, пејгамберот салаллаху алейхи ве селем ние го немаме, како ќе го добиеме овој беричет што го доби таја? Улемата вели пејгамберот салаллаху алейхи ве селем не е присутен, али динот од пејгамберот салаллаху алейхи ве селем е присутен, изгора на теја е и јетим. Денеска динот од пејгамберот салаллаху алейхи ве селем никој не го сака. Искрени да си видиме со себе си сите, да не се момиме себе си. Денеска сакаме све нешто ново, кое што му варви модата. Сега беше вака, сега не е ова, инако е сега. Сега треба дојме напред, сега назад, сега ваму, сега таму, сега не знам како. Али Аллах џелешану вели во динот, вели од Аллах џелешану му нема промена. Како што беше, таков ќе си тера до судниот ден. И кој што ќе го фати динот од пејгамберот салаллаху алейхи ве селем, ќе биде успешен и на ова кратка дуња, ќе биде успешен и на ахирет. И зошто да не го фатиме ние динот од Аллах џелешану? Спомнавме на почеток такви благодети ни има денва. Аллах џелешану шо вели? يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. О луѓе, вели Аллах џелешану, што ве измома? Што ве измома од онај Господар кој што е многу милостив, кој што е многу дарежлив, кој што е многу благ? Керим, што значи на арапски керим? Улемата превод нема за арапскиот јазик, мораш да го образложиш за да го разбереш. Улемата вели керим значи бараш од Аллах џелешануху, тој ти дава. Ти пак бараш од Аллах џелешануху, пак ти дава. И ти не бараш од Аллах џелешануху, Аллах џелешануху пак ти дава. Ова е керим. Не бараме од Аллах утре очиме пак да ни гледат, утре пак ни гледат. Не бараме ноциве да ни работат, утре пак ни работат. Не бараме умов да ни е токму, утре пак ќе ни е токму. Не бараме рациве да ни работат, утре пак ќе ни работат. Аллах џелешану го дава тоа. Што ве измума, велите Аллах џелешану? О луѓе, што ве измума, што ве оттарна од Аллах џелешану? Оној кој што ве створи токму, оној кој што ве створи исти, две раци ни даде исти, две нози ни даде исти, две уши ни даде исти, две очи ни даде исти, уста, две бузи ни даде исти. Аллах во Куран вели: "Алам надж'ал лаху айнайн." Зарем не му дадовме на човекот две очи, "Ва лисанан ва шафатайн." Зарем не му дадовме, вели, јазик, не му дадовме бузи. Овие се збор од Аллах џелешану.
Не со овие мои зборови. Аллах Джелешанову не подсети на што ни има дено. Ние заборавме на Аллах Джелешанову. Аллах вели, можеше да ве створи во каква форма сака. Една рака олца, една до понака. Нозите една ваму, една таму. Ушите едно напред, едно назад. Очите измешани. Не можеш Аллах да го направи това? И еји сурати маша аракева. Во каква форма вели сакаш Аллах да сакаше да ве створи, можеше да ве створи. Али Аллах Джелешанову перфектно тело ни даде, перфектна форма, све перфектно и пак ние се таргаме од Аллах Джелешанову. И ке нас денеска во Македонија како ново, коме зетве од аеродроми велат треба да се пази, не има многу камери на патитлено. Аллах Джелешанову вели Кирамен катибин ја'лемуна ма теф'алун. Секој еден од нас има по 2 камери. Од моментот кога сме постанати полнолетни, секој еден има од нас по 2 камери. Све што правиме, све што зборвиме, све што слушаме, све што гледаме. Овие благодети од Аллах Джелешанову што ни има дено знат како и користиме. Едно е шуќур да му правиш на Аллах со уста, едно е шуќур со дела. Ни дал очи да речеме елхамдулилlah, очи ни даде. Али со дела да гледаме она што барат Аллах. Со ушите да слушаме она што барат Аллах. Со нозите да оѓаме оно каде што барат Аллах. Со раците да правиме она што барат Аллах. Ова е шуќур со дела. Казните се големи, 20, 50, 100 евра, вредноста му ја знаеме на 100 евра. Цел ден треба да работа, за да ги добиеш и се за казна да му и плата. Една минута не фаштат грев да направиш, една секунда. И сега цел мој живот да го дава диела ја за да го работи хеднем за тој грев. Аллах Джелешанову вели иннал абрара лафи наим. Оние кои што ќе биде Дубај, десно вели ќе оде. Wa innal fujjara la fi jahim. Оние кои што ќе пред гревој, неред, тие велат во друга настана одан. И Аллах Джелешанову напред што вели? Убавели вие знаете што е судниот ден? Ова Аллах го вели. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Ама озбилно е Аллах, вие знаете што е судниот ден? Ние се играме. Суден ден ќе дојде, ќе сејме, ќе правиме, ќе чиниме. Јаума ла тамлику нафсун ли нафсин шеја. Ниједен вели таму нема да имат опција да бира што да прави. Овде мака Аллах Джелешанову има да бираме ден. На ахирет немат бирање повеќе. Вал амру јаума иди лилlah. На тој ден сета одлука, сета наредба ќе биде од Аллах Джелешанову. Што сакат Аллах Джелешанову ќе прави? Кој ќе се собериме сите на судниот ден, Аллах Джелешанову на мелекот на смртта ќе му рече пиште кој остана. Пише 4 големи мелеки вели ја Аллах и ти. Ќе рече земај му душите на другите 3. Ќе му иземат, ќе остане пише Аллах и мелекот на смртта. Аллах Джелешанову ќе му рече сега умри и ти. Аллах Джелешанову ќе остане сам. Све исполеквано, све испаумирано. Аллах Джелешанову на тој ден ќе рече лиманил мулкул јаум. Улемата вели 40 години ќе се слушат овој глас. Лиманил мулкул јаум. Кој е денеска тој? Ајде еден нека стане, нека кажи. Што се преше паметен, што се преше јак, што се преше силен. Еден нека кажи ке, нека стани. Нема стан веќе. Аллах Джелешанову. Други никој. Ла илаха иллаллах. Ова в срце да ни влезе. Све друго околу. Кола в гаража, местото му е в гаража, не му е в срце. Парите в джеп. Луѓето што се дома. Плачките в шкаф. Али Аллах Джелешанову в срце ке нас. Ова срце наше не е хотел, секој напред. Ова срце е створено за Аллах Джелешанову.
Гроб кој ќе видиме клени, мелekите ќе дојдат да не опитат. Мункери, некери. Прво прашање, драги браќа, што ќе нопите, ќе видите кој е твојот Господар, на робот. Нема да нопитат ни ке си бил, ни колку си спечалил, ни од после и тие ќе нопитат. Од после и тие ќе дојдат. Не, да не речиме сега ние работаме на Аллах, Аллах и за тие ќе нопитат, али гроб прво прашање, кој е твојот Господар? Таму уста вели Аллах нема да зборви. Нема уста да зборви таму. Денеска можеш да ги измолиш некого. Знаеш колку те сакам? А напред да бориш против некој. Или да речиш ја за пекамберот, за Аллах Джелешанову ломпа. Ама в гроб ќе излези тоа што е в срце. Таму уста нема да зборви, зашто мој знај да момит таја. Ако ми Аллах Джелешанову се трудиме да уклајме в срце, од наше срце ќе излези Аллах. Ако овде вака ние кажиме како што треби, тога сите работи напред ќе ни бидат лесни. Гробот ќе се прошири докато што гледаме. Ќе се отворите на пенџерче од џеннет, мирис би џеннетски ќе му иде в гроб. Гробот ќе рече дела да те гушна како што никој досега не те има гушнат. И што од гроб човекот ќе почне да ужива. Али ако ние не знаеме кој е Аллах, не знаеме кој е нашиот Господар, во хадис пекамберот салаллаху алейхи ва салем вели, не знам ја, кој беше тој? Кој беше тој? Гробот ќе рече, ти беше онај човек кој што те марзев најпоче од сите. И сега ми дојде во мој раце. Ела вели сега ја тебе да те стегна, такво стегвење што досега никој не ти имал стегнат. И пекамберот со неговите раци направи ишарет, овие два вели, овие ребрава наши ќе влезете едно во друго. Ќе влезете едно во друго. Ние те од озгора не огледаме, али напред аза. Затоа овој живот што Аллах Джелешану ни го има дено е многу краток, ама многу скапоцен. Луѓето порано живеат по 300, 500, 900, 1000 години. Нашиот живот е најдесен, најкраток, 70, 80. И ние можеме да го заработаме ахирет кој што ќе е завезден. Овде вака ќе се трудиш една куќа да направиш, цел живот ќе го даеш. Не ќе видиш ни жена, ни деца, ни родители, ни другари, ни куќа, ни ништо, да ја направиш една куќа, по 2 години ќе дојде за ремонт, по 3 години ќе се преселиш на ахирет и ништо од таа куќа не останало. Во џеннет, Аллах. Кој што ќе рече 10 пати ќе го изучи Кул хуаллаху ахад. Сите го знаеме од вака. Има ли не ви опиташ прва сура, ова го знаете. 10 пати да го речеш Кул хуаллаху ахад. Олека го учиш 2 минути фашта. Аллах Джелешану вели ти градите на палата во џеннет. Палата која што една цигла е од злато, една цигла е од сребро. Малтерот измеѓу е од мис. Тревата во дворот до таа куќа е од зафран. И улемава за да ни објасни вели ти ше една рунда 10 пати ако изучиш Кул хуаллаху ахад, Аллах Джелешану и ше една таква палата ти дава. Растојание меѓу овие две палати 1000 години. 1000 години растојание меѓу две палати. Секој ден ако го велиме ова по 10 пати Кул хуаллаху. Пекамберите бе пуштени луѓето како да ја викнет од створење кон створител, од дуња кон ахирет. Овде вака све е милливо, драги браќа. Све ќе помине. Со браќата не бев виден јас со повеќето една година. Помина и животот ќе помине. За една година не опитвите. Животот ќе помине. Треба да гледаме за напред што сме имале направено. Да се трудиме за ова. И да не ни е досадно еве муабети везден. Ла хаула ва ла куввета илла билlah. Слушаме муабети само за Аллах зборвиме. Не зборвиме за Аллах за кого ќе зборвиме. Ако ние не зборвиме за Аллах Джелешану, за кого ќе зборвиме? За овие џеннети кои што Аллах Джелешану ни испремни. Да се правиме после пишман, сите да име повеќе од нас ние, ама шејтанот нас не моми, тој е зулум голем. Шо вели тој? Ако зад врата да сме. Овде зошто не сакаме зад врата да сме. Сакаме од секој да имаме повеќе, за џеннет зад врата да сме биде. Ова е лагал шејтанот, затоа се трудиме иншаллах. И овај Рамазан што Аллах Джелешану ни го има дено,
Не знаеме дали ќе го дочекаме цел да заврши, ако го дочекаме не знаеме дали година ќе го дочекаме другиот. Наградите се големи во Рамазан, да се трудиме. Секој еден работа 8 сати по 10 сати, ова Рамазан еден месец. Кога ќе заврши после наградите се многу помали од страна на Аллах Джелешанову, да се трудиме иншаллах. И овде вака в џамија, и дома, и каде и да сме, да бидиме нонстоп во контакт со Аллах Джелешанову. Аллах Джелешанову е онај кој што ќе ни попред и дуња, ќе ни попред и ахирет, и Аллах Джелешанова го ветви, и Аллах Джелешанов против вретеното неој, и ше едно саде Аллах Джелешанову вели: "Ман амила салихан мин зекарин ау унта ва хуа муъмин, фаланухијеннаху хајатан тајиба." Вели маж или жена кој што ќе прави убави дела и верби на Аллах Джелешанову, ние вели ќе му дајме многу убав живот. Сите се бориме за убав живот. Ако ние правиме она што барат Аллах, Аллах ќе ни даде многу повеќе од она ние што осаквиме и што очекуваме. Ali napred Allah Đelešanu što veli وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Onaj ko što će se otarniti od mojte naredbi od Allah Đelešanovu, životu će mu go spesniti. Mojme da si tarčame, da si barame, ako Allah Đelešanu životu ne go spesnit, nema nikoj ko što će nego razuvaj životu naš. Zato da se trudime. Allah Đelešanu ima puštenu na ova dunja, Allah Đelešanu ima dano sve. Da se trudime da ovime po naredbi od Allah Đelešanu, po sunnetu na pejgamberu sallallahu alejhi ve sellem, Allah Đelešanu će ne napraviti uspešni i spaseni i na ova kratka dunja, će ne napraviti uspešni za ahiret, ko što će biti, ko što će trajiti za bezden, ko što nema da ima kraj. Zato inšallah, kada i da sme, da borbimo, da slušamo, da mislimo, da gledаме za Allah, Allah Đelešanu je onaj ko što će ni popred site naši sostojbine ova dunja i na ahiret. Subhanallah.